Уште од древни времења луѓето се обидувале да се ја представат невидливата реалност. Религиозните ставови кон Бога и античките божества биле отелотворени во материјалните слики во форма на слики, статуи и обичаи. Како прототип послужил природниот свет – змии, бикови, лавови, орли и човечки слики. Се тоа требало да илустрира природата и моќта на божествата и да им служи во нивното обожавање. Јудејската вера, а подоцна и христијанската, ги штити своите следбеници од визуелната слика на Бога. Создавањето и почитувањето на сликите на божеството е осудено како идолопоклонство. Не прави за себе идол, ниту некаква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата под земјата. Запишано е во Излез 20 глава 4 стих. Ведливото и создаденото од човечка рака не може да го офати, ниту да го представи на достоен начин неведливото и несоздаденото. На лицето мое не можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Запишано во Излез 33 глава 20 стих. На ваков начин Бог одговора на молбата на Мојсей, кој сака да ја види Божјата слава. Павле исто така е категоричен дека Бог никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Тоа го запишал во 1 Тимотеева 6 глава 16 стих. Тој останува невидлив за нашите очи, недостижен за нашите раце, незамислив за разумот. И покрај тоа Библијата постојано зборува за него. Всушност, таа известува и сведочи за единствениот вистински Бог. Овде не се работи за неговиот изглед, туку за неговата суштина. Божите постапки ни помагаат да изградиме впечатоци за него. Во практика можеме да судиме за Божиот карактер според она што тој го направил за светот и за човекот. Например, ако внимателно ја погледнеме природата, ја проучуваме неверојатната градба на Божите созданија и се убедуваме да ги дознаеме тајните на животот, ќе бидеме навистина восхитени. Иако генерации научници по Дарвин сугерираат дека создавањето и развојот на животот се должат на природните причини, односно дека тоа е процес на самоорганизирање на материјата, сепак огромен број прашања остануваат неодговорени, а многу процеси појави остануваат необјаснети. Всушност, дали е разумно да се предпостави дека повеќе сложни форми на живот настанале случајно и дека на уметничките структури на природата не им треба дизајнер? Гледано статистички, тоа е невозможно. Ако го отфрлеме како погрешно, ни останува само една алтернатива. Сваќањето за разумен архитект, создател, дизајнер. Така на крајот сме соочени со два избора. Да веруваме во самоорганизирачки материјал и во слепа случајност, негирајќи ја секоја можност за смисла на животот, или да поверуваме во Бог, на кого му го должиме нашето постоење. Верата во Создателот во никој случај не е лишена од разумот. Иако емпириски е недокажлива, таа е крајно рационална. И навистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела. Па така тие немаат изговор, ке запише апостол Павле во неговото послание до римјаните во 1 глава 20 стих. Ако ги следиме Божите отпечатоци и ги наблюдуваме чудесата во природата, нашето чудење од создавањето прераснува во восхит кон Создателот. Авторите во Библијата сведочат: Бог е мудар и моќен, тој е исполнет со љубов и добрина. Ова е искуство на цели народи. Патот на Израел од египетското робство до ветената земја е импресивен пример за Божјата љубов и грижа. Како што пастирот кој се грижи за своето стадо или таткото за своите деца, така Бог се однесува кон својот избран народ. Господ не е безлично суштество, ниту вештачка интелигенција, ниту природен закон. Тој е татко кој има огромна љубов кон своите деца, односно кон сите луѓе. Тој е полн со разбирање и се грижи за сите. Како наш пријател, Бог не прима за свој деца. Не сака повеќе од се и се застапува за нас до крај. Затоа можеме безрезервно да му веруваме
со сето свое срце.